најсилен аргумент во носењето на буџетот да ви биде специјалната полиција, а не аргументите и фактите кои што предлагате како да ги трошите парите на граѓаните за 2014 година. Ова го кажувам искрено и не ја одобрувам политиката да се праќаат пораки само кон опозицијата со една единствена цел да се минимизира една дебата за буџет во кој што во секоја држава е врв на дебатата во парламентите. И мислам дека е голема грешка да се праќаат такви пораки до опозицијата, бидејќи ланската година бевме сведоци како полицијата за жал беше најсилното оружје на власта во носење на буџетот, а не дебатата и аргументите. Почитувани граѓани, во изминативе 16 години од самостојноста на Република Македонија, владата предводена од ВМРО-ДПМН досега изработила 12 буџети. Во последните 12 години ова е 8ми буџет, господине министер, кој што вашата влада го прави. Вие велите дека економските политики кои што ги води владата на ВМРО-ДПМН и во изминатите 8 години се успешни и дека даваат резултати. Ке се обидам кратко да направам една ретроспектива на тоа кои се вашите резултати во изминативе 7 години пред да почнам да зборувам за буџетот за 2014 година. Освен енормно големите буџети и трошењето на огромни пари на граѓаните и на стопанството, резултатите се поразителни. За овие изминати 7 години, господине Ставревски, сте потрошиле 16,5 милиарди евра пари на граѓаните на Република Македонија. При тоа сте оствариле раст на индустријата од бедни 0,17%. Значи не сте го оствариле растот со овие 16,5 милиарди ниту од 2006 година. Сте имале просечна инфлација од 3,15% и раст на бруто домашниот производ од бедни 3,2%. И тоа се убедливо, почитувани колеги, почитувани граѓани, најслабите резултати во самостојноста на Република Македонија или ако сакате од годината кога е постигната макроекономската стабилност, а тоа е негде после 96-та година. И сега вие велите дека ова биле добри економски политики и резултати. Ајде да видиме како се одразило тоа на животот на граѓаните. Дали знаете, господине министер, дека поради вашите политики богатите стануваат се побогати, сиромашните уште посиромашни? Според последните податоци, денеска 20% од најбогатите луѓе во Република Македонија располагаат со 49% од доходот, а оние што се супер богати 10% располагаат со 32% од доходот во Република Македонија. Сите други категории располагаат со минорни 29%. Само за компарација, во 98 година 20% од најбогатите располагале само со 37% од националниот доход, а во другите најсиромашните или средната класа во 98 година располагале со 40%. Економската теорија познава две можности како се стасува до ваква распределба на националниот доход. Една е преку слободна пазарна економија во која што луѓето благодарение на своите идеи и визии оствариле богатство и се збогателе со бизнис. Втората е тоа се прави со злоупотреба на системот од страна на владеачката елита. Сакам затоа да ве прашам, господине Ставревски, како денес се доаѓа до тендер? Како се распределува градежното земјиште? Дали овие политики на владата придонесуваат луѓето блиски до власта да стануваат се побогати и побогати, граѓаните се посиромашни и посиромашни? Сакам да ве прашам,
Зошто, ако се успешни вашите економски политики, 2/3 од вработените имаат пониска плата од просечната? Зошто едно семејство со 2 минимални плати не може да ги покрие минималните животни трошоци? Зошто благодарение на вашите во наводници добри политики денес е полесно работодавач да даде отказ на работник? И зошто, ако сте толку успешни, се повеќе луѓе сакаат да ја напуштат Република Македонија? Тоа ли е успехот на ВМРО-ДПМН во овие изминати 7 години? Дали знаете, колеги пратеници, господине Ставревски, дека и оние што работат и зимаат плата се изјасниле дека само 54% од нив можат да ги покријат трошоците за живот. 36% не можат, иако работат, да ги покријат трошоците за живот. И знаете ли како граѓаните на Република Македонија се изјасниле на прашањето дали размислувате да барате работа во странство? 47% од нив одговориле потврдно и единствената опција за подобар живот ја гледаат не овде во Македонија и не поради вашите економски политики, туку во странство. Сакаат да избегаат од Република Македонија. И при тоа поразителен е фактот дека младите од 18 до 24 години, 59% од нив сакаат да се иселат од државата. Од 25 до 39 години, 54% сакаат да се иселат од државата. Тоа е економскиот потенцијал, капиталот на оваа држава. Меѓу нив, се повеќе има високо образовани и луѓе кои што заминуваат со целото свое семејство, за секогаш ја напуштаат Република Македонија. И затоа, ако ова е успешна економска политика на оваа влада, тогаш ја не знам што е неуспешна политика. Вие денеска Република Македонија ја направите земја на социјални случаи. Во Уставот стои дека треба да биде социјална држава, а не држава на социјални случаи. И затоа овој буџет е буџет на сиромаштија за 2014 година, буџет на апатија, буџет на украдена иднина и на нови долгови. Ова е буџет со кој што владата ќе се обиде уште со едни големи расходи да ги купи наредните избори и да ги одобри граѓаните на Република Македонија. И затоа не е случајно што во вашиот буџет за 2014 година планирате зголемување на пензиите, на социјалната помош и на субвенциите. Вие сакате уште еднаш да ги изманипулирате граѓаните на избори, ветувајќи им морков, ама стапот е се поголем. И за жал, се повеќе и повеќе удира со се поголем број сиромашни граѓани во Република Македонија. Да тргнеме од предпоставките на кои што го базирате овој буџет за 2014 година. Зошто велам дека овој буџет на поголема сиромаштија? Господине министер, предвидувате дека бруто платата ќе расте за 2,4%. Во исто време предвидувате инфлацијата дека ќе биде 3,3%. Тоа во старт, колеги пратеници, значи граѓаните ќе имаат помалку пари. Ако платата ви расте 2,5%, а цените растат 3,3%, значи помалку производи ќе можете да купувате. И тоа владата го признава во буџетот за 2014 година. Дека ќе бидеме уште посиромашни. Дека ќе имаме помалку пари. Понатака, господине министер, исто така предвидувате личната потрошувачка да расне за 2,4%, а дека вработеноста ќе се зголеми за 2%. Сакам да ве прашам, како ќе расте личната потрошувачка кога овој податок не ви е точен? Дека инфлацијата ќе биде повисока од платите, растот на платите. И затоа и овој буџет сте си го направиле овака да звучи убаво, ама во реалноста тоа ќе значи се уште поголема беда за граѓаните. Велите, господине Ставревски, дека овој буџет бил развоен.
Ако е толку развоен, сакам да ве прашам зошто во буџетот имате повеќе пари предвидено за стариот театар 399 милиони денари, отколку за гасификација 250 милиони денари. Зошто повеќе пари во буџетот имате предвидено, еве лично ќе ве прашам, за вашата зграда на Министерството за финансии од 755 милиони, отколку за инвестиции во железничката инфраструктура имате предвидено само 573 милиони. Како ќе ја развивате државата со инвестиции во театри, во административни згради? Вкупно за развој, само за административни згради имате предвидено 1 милиарда 863 милиони или 30 милиони евра. А за гасификација, за изградба на железничка инфраструктура, еве за развој на енергетика имате предвидено бедни 6 милиона денари. За поддршка на предприемништво 1 милион и 900 илјади денари. За развој на мали и средни предпријатија 10 милиона и 400 илјади денари. Тоа се 0,001% само од ставката изградба на згради на административни органи. И што носи развој, господине министер, колеги пратеници? Фотелите на министрите, зградите на владата или развојот на малите и средните предпријатија, развојот на инфраструктурата, на гасификацијата, на енергетиката? Што носи развој? Јавно прашувам и граѓаните слушаат. И затоа овој буџет, кога велите бил базиран на силна развојна компонента, во суштина развој значи развој на кабинетите на власт. И на овие скулптури и градби кои што ги градите, меѓутоа кои што за жал не носат развој, освен првичниот развој во делот на помагање на градежништвото со ангажирање на градежната оператива. Кога завршува изградбата на зградата, тие носат нови трошоци за одржување, за затоплување и за други комунални потреби. Не носат развој. Што носи развој зградата на Министерството за надворешни работи? Што носат развој трите моста на Вардар, наредени со по 30 скулптури? Што носат развој трите жални врби во Вардар? Вие одговорете, ако имате одговор, не дофрлајте од место. Зборуваме за сериозни работи, за моите пари, парите на ваши и парите на граѓаните. Сакам да ве прашам, ако владата сака да ја релаксира економската политика во Република Македонија, зошто предвидувате ставката за глоби и административни такси да се зголеми за 6,5 милиони евра? Од каде ќе ги соберете тие пари? И како сте испланирале дека баш 6,5 милиони евра ќе растат казните? Ќе работат инспекторите на норма? Ќе одат со директна намера дека мора да казнуваат. Сакам да ве прашам, господине министер, како за владата ставките не сте се обиделе да ги заштедите и да дозволите малку повеќе пари да има за стопанството? И наредната година највисоки ставки ви се економска промоција, каде што планирате да потрошите рекордни досега 770 милиони денари. За разни трансфери планирате да потрошите 128 милиони денари, лани ставката била 78 милиони денари. Сакам посебно да ве прашам, зошто ја зголемувате ставката тековни резерви и разновидни расходи? Тие се недефинираните пари во буџетот. Од 30 милиони на 70 милиони. 40 милиони денари ќе си делите по видување на премиерот и на Министерството за финансии. И тоа во изборна година.